Civil Media. Донесувањето на овој закон е само еден од важните елементи на реформата на судскиот систем, која оди со различна брзина и со не секогаш доволно усогласени чекори. Беше споменато две клучни тела за ефикасно функционирање на судскиот систем. Советот на јавните обвинители и судскиот совет имаат една вградена мана. Тие не се составени согласно уставната одредба во тие тела да седат врвни правници. Тие се составени врз основа на политички влијанија и така натаму, па и меѓу самите суди избор на членови на судскиот совет или кај јавното обвинителство. По некои шеми кои се за јавноста непознати, зошто токму тие стануваат членови на судскиот совет и така натаму. Нема професори, нема адвокати, како што е споменато. А тоа се телата кои треба да го обезбедат интегритетот и независноста на, во нашиот случај, на јавното обвинителство. Бидејќи тоа, гледаме целото време, во целата оваа историја на транзиција, се бори помеѓу извршната власт, која направи една вистинска експанзија, поплава, внесе еден страотен дисбаланс во однос на другите власти, и законодавната и судската, целото време се бори да се позиционира некаде повеќе кон судството отколку кон извршната власт, па не успева тоа да го направи, а може да го направи со помош на едно јако, авторитетно тело, кое е такво и уставно, и другото, судскиот совет, ја има, да ја гарантира независноста, инаку која не е уставна дефиниција. Самостојноста да, независноста не, но независноста преку законот, која сега се засилува уште повеќе, е апострофирана како исто така значајна одлика на позицијата на јавното обвинителство. Работната група работеше во еден состав од академска заедница и јавни обвинители со долго искуство, работеше според најдобра совест и работеше прилично долго време, подготвувајќи различни верзии и со помош, со работка со други експерти. Имавме експерти од Соединените Американски држави, и од Германија, и од Хрватска, и од Словенија. Ги споредувавме сите компаративни искуства. Предмет на многу минуциозна анализа беа меѓународните стандарди за независноста и самостојноста на јавното и ефикасноста, се разбира, на јавното обвинителство. И сега и во незино име можам да кажам дека тој предлог што стигна преку Министерството за правда до Собранието е работен според најдобрата и научна и стручна совест на луѓето што стојат за текстот на работната верзија на законот. Сега тој влегува во воденицата на политичките односи, такви какви што ги знаеме, кои ги дефиниравме и ние и другите, како една тешка ситуација за нашето општество, на партократија, на заробена држава и слично тоа. И сигурно дека различните политички интереси пројавени по повод овој закон го пренебрегнуваат фактот дека политиката мора да наведне глава пред правото. Не може правото да наведне глава пред политиката. Бидејќи секој наведнување глава пред политиката, подоцна ја плаќате со многу висока цена. И затоа Собранието сега се наоѓа, јас мислам дека е тоа интимно чувство и на сите пратеници, независно позиција, чувство дека мора да го донесе овој закон. Мора да го донесе, ја не викам дека мора утре да го донесе, може да го донесе после 5 дена, 10 дена, но мора да го донесе. Може би добро е да го донесе и по цена да ги одложи изборите за еден месец, ама законот да го донесе. Затоа што без владење на правото нема перспективи за Република Северна Македонија.